Сведоци сме дека последниот период има обиди од страна на врвот на режимот да се предизвика меѓуетнички конфликт, при тоа обидувајќи се вината да ја префрлат врз мене и врз лидерот на СДСМ Зоран Заев. Во оваа прилика сакам да ја порачам на сите македонски граѓани, без разлика на верската, етничката и партиската припадност. Ние немаме избор. Не е важно дали сакаме. Ние мораме да живееме заедно. Но мораме и да се бориме заедно. Македонци и албанци заедно против криминалците. Граѓаните нека не се плашат. Нема никаква опасност од дестабилизација од нов меѓуетнички конфликт. Никој не е луд повторно да се убива, за некој да си го сокрие криминалот кој што го вршил со години наназад, за некој да ги однесе украдените стотици милиони евра. Затоа предлагаме да започне процесот на изградба на граѓанско општество кој што никако да тргне. За изградба на граѓанско општество ние најпрво мораме да го разгледаме Охридскиот рамковен договор и да разговараме за негово постепено и етапно укинување. Зборувам за процес кој што би траел известно време. Овој рамковен договор е дискриминаторски и кон македонците, и кон албанците, и кон сите останати граѓани на Република Македонија. Ние треба веќе сите себе си да се наблюдуваме како граѓани на Македонија, без разлика на верската и етничката припадност. Охридскиот рамковен договор дава предност на одредена група на граѓани затоа што припаѓаат на одредена етничка група, на одреден народ. И сметаме дека тоа не е во ред. Воедно предлагаме укинување, односно поништување на Законот за територијална организација. На сите ни е јасно дека тој закон е направен од етнички причини. Треба овие општини, како што се Струга, Кичево и останатите, да бидат вратени во нивните природни граници. Доста се делевме на македонци и албанци и на сите останати. Важно е дека ние сме граѓани на оваа држава и граѓаните на оваа држава треба да бидат организирани на еден територијален принцип кој што нема да дозволи мешање на меѓуетнички клучи. Како политичка партија која што произлегува од македонските бранители, ние постојано го кажуваме нашиот став. Хашките случаеви или злосторниците кои што се изживувале врз невино цивилно население мора да одговорат и порано или подоцна тие ќе одговорат. И покрај амнестијата која што ми ја даде Груевски. Воедно, крајно време е да се обештетат оној дел на семејства на загинати, војни инвалиди, раселени македонци и раселени воопшто граѓани на Македонија, но и сите други оштетени граѓани од 2000